За многу постари афроамериканци кои живееле во мрачните времења на расна сегрегација во Америка, изборот на Барак Обама за председател е достигнување за кое не ни сонувале. Во продолжение ќе чуеме како верници од една црква во Вашингтон го доживуваат крајот на едно долго патешествие. Црквата била основана од слободни афроамериканци пред 160 години, кога робството се уште било легално во САД. Тука дури имало и пазар каде црците се продавале како робови. Се верува дека црквата била една од станиците на тајната рута за шверцување луѓе, позната како подземна железница, што им помогна на многу робови да избегаат на слобода во американскиот север. 100 години откако е укинато робството, афроамериканците се уште се борат за еднаквост. Отпорот на белците за интеграција понекогаш бил брутален. Црнците биле одвојувани од белците во сите области на животот. Некои се сеќаваат на такви искуства дури и во главниот град. We couldn't eat downtown at the counters. I was with a group who sat in so that people could sit at the counters. Не можевме да јадеме во ресторани. Јас бев дел од група демонстранти кои бараа тоа да се промени. Имаше и одделни киносали, не можевме да бидеме заедно со белците. Имам сон, рече доктор Мартин Лутер Кинг во 1963 во говор пред околу половина милион луѓе, меѓу кои белци, кои дојдоа во Вашингтон да бараат расна еднаквост. Но дури и за оние кои го проследиле говорот, тој сон се чинел невозможен. Никогаш не помислував дека црнец може да стане председател. Никогаш не сонував за такво нешто, дури не зборував, затоа што знаев дека никогаш нема да се случи. Изборот на првиот афроамериканец за председател на САД донесе многу радост и гордост. Меѓу членовите на оваа група има чувство дека живеат историски момент на вистински промени во земјата. Не само во поширокото општество, туку и меѓу афроамериканците. Ништо веќе нема да биде исто. Времето ќе се дели на пред Обама и после Обама. За Елейн Нортон, Обама представува нова порака од Америка до светот. Тие гледаат да видат дали го правиме тоа што го велиме. За прв пат има вистинско значење реченицата "Ова е Америка, земја на слободата, можеш да постигнеш се што сакаш". За прв пат. Пасторот Терел вели дека сега вратата е отворена за црците